Маријанчо, здраво! Добро вечер, поздрав! Поздрав до вас, поздрав до сите, поздрав до Жална Македонија, поздрав до фамилиите оштетени, поздрав до тие што треба да закрепнат и поздрав сите главата да ја почнат да ја мрдат, да размислуват оти последните денови на сите ни се бројат. Како свинчиња на клање сме веќе. Така е, се согласувам. Маријанчо, со тебе ние сме соработници, ќе говориме на интересни теми, уклучиме ме, брат. Ме реметат сега малце. Секој зборам. Ме реметат, ма супер сте, тере. Ама не можем да се вклучим и јас, затоа цело време одбивам. Не можем да... Ама како да се вклучиш кога во исто време имам 20-30 што сакаат коментари еден куп? Тоа е веќе, ама и во луѓето има проблеми и тоа е нормално, ама нека се стрпат, јас така ми. Прошлиот пат кога јас и ти правевме момент, ти ми спомна дека од овие што не следат, тогаш тие што не следеа, тројци има што не може да не поднесат или да те поднесат тебе, тоа не те разбрав, но добро. Дали сега нешто чувствуваш такво? Да, има сега 17 души најмалку. И сите се со смешни имиња, сите се со фалс профили. Ја гледам дека има доста сега мора да има. Важни. Житото е како заедно растат, ама на житвата пак заедно, ама житото во амбарот како знаеш кај оде, во оганот. Тоа нема лутиш тука, мора секој, може некој ќе се преобрати од кај знаеш. Не сме ние да судиме, не си судат сами. Лоренс Мануел, еве ти имаш привилегија, полека маце, нема потреба од расправање и од карање, не ми е мене тоа идејата и целата, не се карајте таму. Еве, напиши што имаш да ми напишеш, ќе го прочитам. Не можам да пуштам 100 луѓе, како што спомнав, и тоа не иде така. Прво треба некого да познавам, заради тоа што јас носам одговорност што ќе се каже кај мене, ме пратат и доста луѓе, така да не можам да пуштам секого, извинете. Тоа е така и јас не сум фалс профил, јави се, ќе ме видиш бе трајче. Ама јас не реков дека ти си фалс профил. Немам потреба. Сега види, губиме златно време, ја не те спомнав тебе дека ти си фалс профил. Не можам да се јавам заради тоа што трошиме време. А ние имаме што да збориме. Јас не знам со вас, господјо, или што би зборувал. Не можам ја на секого да се јавам по секоја цена. Ја нема да напишем, ја ќе ти се јавам. Нема проблем, значи јас тука би го заправил овој разговор, би го заправил тука со тебе. Ќе продолжам имам соговорник. И дајте молам стварно малце полека. Имам соговорник, не сакам да чека, имаме, верувајте, многу што да збориме, интересни теми. Ќе ви прочитам и коментари, не е тоа проблем, но сега со соговорникот. Ете, денеска имаме малку потешка задача, Маријанчо. Мен така малце... Тежина носи добра леснина. Како? Некој тежина носи добра леснина, на другите ќе им улесни кога ќе чујат нешто. Морам да се насмеам чуд. О, Господи Боже, ај ја се прекрсам. Маријанка е прекрси се, ами нека не помага Господ. Ајде нека помогне Господ. Јаволите се со луѓето секогаш. Ама ја немам видено вакво плаква. Ти кажуваш едно, тоа друго. Која? Слушај, ама и тој не сака, не се ама го тера, што да прави? Маријанчо. Тако е. Пријателе, денеска јас и ти ќе говориме за тоа што говоревме минатиот пат, но ќе го овој наш разговор продлабочиме. Заради тоа што има голем интерес, веруе, знаеш колку луѓе ми пишаа, многу се заинтересирани да додадат нешто повеќе за езотерија. Езотеријата? Да. Езотеријата е една наука што се постоја од времето на човечкото. Езотеријата значи зборот. Значи, мислата,
зборот кој ќе ги спои заедно со делото, тоа се материализира. Значи, некој го вика волшебство, некој го вика магија. Не, тука се станува збор за верата, за верувањето. Исус добро рекол, кој верува ќе добие. Значи, со каква вера одите, со таква вера ќе добиете. А тоа што не постои, што се крие тој збор кај нас во православието, некој зошто го крие, тоа па негов проблем. Некој сака изгледа да скрие од народот некоја голема вистина, за да не се спознае. Значи, секој човек се е створен, роден, содарвен од Бога, за да може да си помагат во таа една алка на целата природа, што постои на ние во овој момент. И тие пред нас, и тие после нас, тоа се дел од животот. Тоа се кажува езотеријата, уметност на животот. Значи, не само на еден човек, него тоа се кажува на сите, во целокупност. Значи, со се битија, со цело создание, во единство со Бог. И за таа езотерија има доста книги напишано, доста луѓе пишуваат книги, има и од нашето православие пишано, али многу е недостапна таа книга за обичните мирјани. Значи, не е достапна, не се дава. Зашто е тоа така? Зашто е тоа така? Затоа што ќе се разбудат со отворени очи, после со затворени очи ќе гледат подобро. Ќе нема робови. Сега имаме робови. Сите сме робови сега. Така. Преќе добро зборите, се е под нечија капа сме, сите пикнати. Свесно несвесно, робови. Модерно робовладетелство. Експериментот е Македонија, затоа што Македонија го покорила светот, му дадела да живее на крајот, светот ја покорува неа, а не светот. Него тие што се подпишале договор со лукавиот. Тие се две обртни работи. Али јас верувам дека договорот ќе поведе на ден и ќе нема вакви мизерии како се што има. Извини. Били така, јас само нешто да пробам, нешто да направам. Во ред. Гледам дека една личност се обидува да ни смета и да... Нека смета. Не знам, нека праши што се расправа со многу луѓе. Ама не сум видел вакво нешто, ти викаш, не, тој ти вика, да. И се обидувам нешто да направам тука, не сум многу вешт. Може мака има човекот или жената, од кај знаеш? Мислам дека проблемот го решивме. Види, мака ако има, не се постапува на тој начин. Знаеш, така? Јасно. Да. Силичистото, да, од кој испаѓа. Силичистото е татанска работа. Да. А тоа е навикал во денешниот оваа држава, се е на сила, така да ништо не е чудно. Извини. Извини. Само секунда една. Маријанчо, дали си тука? Да. Тука сум. Да. Ние говоревме за ова, но не сме говореле за твојот живот. Тоа е уште поинтересна приказна. Имаме време. Мојот живот баскетбол, така го вика нас. Имаме време. Ќе говориме и за ова, и што се ти правиш и како помагаш на луѓето, но сакам пред се да промоветиме и за твојот живот. Ти си бил и во затвор 2 пати. Да. Еднашка често пати знаеш да кажеш бев убиен. Да. Можеме ли да... Таква дискотека како и ова, пречварница. Во дискотека? Во Познанци, да. Можеш ли да кажеш како се случи таа тепачка со 30 луѓе? Што се случи? Па сега, таа вечер се сеќавам како скинуќе да беше.
Тоа не може да се заборави никој пат. Значи, 95-та година, тоа беше 31 септември, уочи свадбата, утре ден, сестри требаше да има свадба во Кабана Европа, во Богданци. Дискотека Бобо и пицерија Бобо беа актуелни во тоа време и имаше приватна телевизија, телевизија Јоше и уште една-две. Имаше камерман еден од нашиот крај, од Берово, кој требаше да го најдам за да биде снимателна камера во тоа време на ВХС касети. И барајќи го низ Богданци, тоа што имаше мобилни телефони, немаше пейджер, само имаше тук там некој во џебот. Пишуваат во Бобо дискотеката во Богданци, тали е? Да, да. Та е. И внатре те влегов, излегов, не, бараш луѓе таму, ваму, се треба утре ден свадба. Сестра треба да се пораѓа, имаше получи, потегли за неизино, за нејниот брачен другар, ти реков, ми рече 300 збрки, сега слушат и моите роднини нека слушат и нека знаат што се направиле, колку грешки направиле и колку јас сум ги спасил, па и они од мене и јас од нив. Значи, придонесот на Богданци беше мирен после таа вечер. Многу време. Третпачки имаше меѓу некој лице, наводно ги шпионирал Митрев Ѓорѓе, сега му е сменено име и презиме, или да го тепат наркокартелот, подмладокот, ги издал нешто ли, не да што направи, поема нема. Али, лошото беше тоа, да очи кога од страна гледаш, како си да се фрлат, му се фрлат некој да го јаза, да го тепат, да не знае кај да вати. А тука на вратата газата стои, со кини карти, разбира? Обезбедување нема, полицијата волка стои, никој не презива мерки. Значи, овие се хулигани, крај, они се газата. А сега, може би на среќа на Богданци, на несреќа на некои фамилија од тие хулигани, половините повеќе нема, сите изумрели. Те си беа плюс тешки зависници. И влегов јас во тоа да ги раздвоам, нели? Бев во тоа време многу едър, не познава доста луѓе. Од поднивните роди, зашто те тепат, не знам, како не знаеш да те тепат. Таман тоа изгледа, па на мен ми се звртеа се. Од тоа време те излегле бекатон плочките, се редеа таму. Бекатон плочки по глава, да не се оборат, 115 кило, човек не се бори лесно. Тоа, тапачка не знам колку време трајала. Знам оти кај 1,5 или 2. Се пријавам, ама веќе не си го осеќам телото, значи толку наказам. И тоа поднало во полициска станица, во Богданци, во тоа време. само ке те молам секунда една. Кажете ми, напишете коментар дали ме слушате мене добро. Дали е добар тонот? Дали ме слушате мене? Аз вас не слушам, за други се не знам. Ничто не гледам, јас само освен тебе не гледам коментари кај мене. Јас тука гледам него, само некој нека напише дали ме слуша мене, дали е добар тонот, за да знам. Да, добро. И значи, човекот вика, не знам зашо ме тепат. Да, и истата група се заврте на мене. А они си го имале пикот, они имале веќе им наредба, за да дојдат до моја близина, да ме покорат малку. Зашто бев непокорни. А у меѓувреме бев прегординен за да бидам во државна безбедност, да бидам ѓубре. Ѓубренијата нивните ги работат. Нечистите работи. Тоа не го сакам. Бидејќи бев во војни, знам како преживеа, што доживеа, видов што видов.
едноставно ми се згади од тоа Сергију. Значи, кога јас го закупов тоа нешто, некој сакаше да го буди кај мене. Тој агресивно, таа агресивност, тој војник сакаше некој да го буди. Прибидејќи бев во незгодни единици, на незгодни операции, значи, подолго време бев некаде, значи, во акции чистење, тие што се пиле по војни, знаат што е чистење на терени, знаат што е диверзија, знаат што е закон на молчење, кога се работи ноќно време, итн. А им требаше изгледа оперативец, па не дојдоа до така. Затоа мешталката ја направија, ама не планирале оти ќе заврши на крајта со 20 убиени, од кои едниот преживија, тоа сум јас. Едниот преживија. И имаше притворот ми се доаѓаше 7 дена, 8 дена во чутка кога бев, ме очекуваа да ќе умирам. Бе понаказан за време на атентатот на Киров, Бегоров на 3 октомври, бев на чутка медицина. И знам оти тоа го осеќам поти ме носеа напрек, ама јас сум бил веќе во другата фаза. И за време бомбата кога пука, овој што е телато што го фател за рака, кој требал да ми го удре ножи, да го отвара на судска медицина. Значи он ти оди тебе со нож? Не, во судска медицина веќе кога одам. За тук ќе им, че тука веќе тапачката завршува, тој сака пиштол да вади, ќе оде да ме одокрајчува, јас тоа вадам лептирно. Со нож? Од џебот. Не, мало лептирно. Француски медици, че тука веќе тапачката завршува. И не му дозволив да дојде до мене. Му се погоди за среќа моја, за негова несреќа. Ножот му беше директно во срце. Езено пут. И после тој паднал во амбуланците, јас полиција паднат, кај не носеа, што не носеа, јас кога ќе се освестам, кога пајам. Едноставно бев цел демолиран. И што е најинтересното, сите луѓе што гледаат, аво никој не смееше се сведочи на судот. 10 години се тркавме по судовите, а овие се поголем замав има, малтретира и фамилија и денек така, але крв за крв. Па никако да ми дојдоа и праќа и други луѓе. Да, фамилија Девич. Беше поврзан тај со судот, со полицијата Гевгелија Богданци. Затоа, обидвај никаде не е имало, кога полицијата е работила нон-стоп со шпиони за полицијата. Ти да направиш милион дела, фамилиарно да работиш нарко бизнес, треба стварно да бидеш многу јак. А плюс, од страна дојден, од странец, од Тутино, таму некаде доселени. Значи, некој сесто ги донел тука, во тоа Богданци. И во тоа Богданци сега да одиш, брато, да видиш, лошо ти падне, нема и куче да те касне веќе во Богданци. Од своји 7-8 илјади жители што ги имаше, јас последен пат кога отидов, не видов ни илјаду, не ги видов. Значи, ги нема луѓе, кои си селни, кои си изумрени. Ги нема. Ги нема. Тука ти ми најдоа многу те фала тука во коментари дека ти си бил добар човек од Богданци. Ехо прави вика Горијан. Фалењето не е фалење. Сега треба да е добро Горијан. Која кажуваат вистината не знаат. За едни бев многу золоти, не им дадов тепачка меѓу мене и во мој присуство на никој. Значи, едноставно направија таква ситуација што морав да се одвојам од матичната фамилија. Тоа направија. Ама и до негде е добро. Тоа па видов дали мојата фамилија е стварно вреда што сум имал како фамилија. И што виде? Сега, не знам дали стварно таа фамилија, а презимето го носи.
А големо цојство, голема фамилија. Тие што се перовчани двориштани околу нас, сите ми се роднини. А таму има сигурно 2-3 од нив. Може да мисли колку. А јас со мојата родна фамилија, матичната, немам никаков повод. Колку години те осудија на затвор? После 10 години ми најдоа пречекрување на нужна одбрана. Чекај, како после 10 години? Врховен суд, виновен за стварно кривично дело се ослободува од казна. За првото дело, за убиството дело. За првото дело, убиството. За убиството. Да. Одма те ми спомна после 10 години. Што 10 години не си бил во затвор? 10 години се судиме. 10 години се судите. Да, прво од Скопје, па после не префрлија во Гевгелија. И од Скопје рекла Гевгелија, засрала Гевгелија, не си ги пере комната. Нека би просто се што се изразува, мора мал се онова селјачки типично да се изразува. Ти знаеш колку работи сокри полицијата. Болницата. Судот. И судот се поплава подруг, се документи им фалят, се други им фалят и на полиција и на судот. Чудна е тоа јужниот дел долу. Збориме за Гевгелија. Да, Гевгелија Богданци. Тоа е феномен таму. Која мајка го изгубила детето, таму ќе го најде. Ако биде добар човек, ќе биде, ако не може да стане джанкер или нешто по-големо. Пропалица. Тие се две работи, нема трета таму. Ако си трета не отранен, ќе те јадат. Не си нju телци, не си нju говеди, не си нивни. Тоа си сметало, ти сметат. И сметаш. Ти си бил таков. Тоа е многу лошо. Викам, ти си бил таков. Да, ги сметам. Не отранен. Не бех во никоја партија, не бех покварман. Не бех покорен на глупостите. И после 10 години ви осудија на затвор колку години? 3 години. 3 години. На 3 години. Да. За кејте им направиле на овие оштетените наводно за да можеле да замалят парични средства. Бог да чуе. Тоа ти го кажа тебе? Тоа се знае зашто е ги трчат. И ајде, ме осудија 3 години, од тие може 3 години, не ни одлежав 2 години. 1 година ми даде председателот, добив после тие што се за примерен затворник, не знам што, не знам како, не пуштен надвор. И овие оштетените пат трчат, освета барат. И јас сега, од сами од себе бегам, што не сакам да ја прифатам играта, оти веќе сум го поминал тоа оронивно, не може да дозволям пак да ме унаказват. Кога знам оти не се способни за таа работа. Кога јас сум правил многу по-лоши работи, кога сум војувал, значи, кога напаѓаш, знаеш како се напаѓат единици. И тоа вооружени лица напаѓаш, не напаѓаш голораци. Славица вика... Славица Диванисова. Не знам дали ја познаваш. Диванисова. Диванишова? Да. Диванишова, да. Вика, ова е пред 30 години стара приказна. Не говориме колку е стара и колку е млада. Нема врска и ако е после 30 години и да е пред 30 години вреди да се спомне. Нема... да те осудат да ти ги земат годиници. Да ти ги земат 30 години. Да, да. Кој ќе ти ги врати тие 30 години да те убедал крив си што си жив? Чекај бе. И кога тужив во Страсбур од затворот, тогаш ми даде и година од председателот и што побрзо да ми ја фрлат надвор. Документите не ги дава по службена должност да стигнат во Страсбур. Се бараше 12 милиона евра и тој адвокат што ми беше и тој е оштетен, не знам дали е жив, може убиене. Ризов Благој. И тоа реше он една невладена организација Правоверие. Тој ми ја прати апликацијата, ми ја направи. И него го затворија после. Ми беше и колега во затвор во Гевгелија. Па го разболеа. Во душевна болница буде сега после. Не знам што му ставија, го почнаа со нешто во затворот.
тој е многу на бронхит, паѓаше и изгледа тоа му чипнаа нешто. Драган Знаоте го откачите ви. Апостолов, најубаво викни го во живо кај тебе во подкастот. Драган, ти предлагам да го гледаш подкастот, беше гостин. Беше гостин во вистината во лице и таму кога што имавме простор и време, он кажа, но сега сакам да ја кажеме повторно малку поопширната верзија. Таму кажавме кога што можеме, сега имаме време и да кажеме поопширната верзија. И после тоа, вториот пат кога лежеше ти во затвор беше? Кога барав веќе за куќата што беше опожарена, барав записник од полицијата. Куќата ти ја запалија? Значи куќата ти ја запалија додека ти беше првиот пат во затвор? Не. Кога беа тоа веќе заврши. После се преселив во Демиркапија, значи треба да изградам црква. Го најдов местото, значи го купив местото, со мојот покоен чичко од сега, ми помогна малце. И кога барав веќе многу работи, веќе за Страсбург, со народот веќе се доаѓаш кај ме народ и помага под болести од чудосии. Значи езотерија, екзорцизми, трансцендентален систем, лекување, значи на душа и тело. Има палце, получи потегли во тоа време и до денес црквата може да се противи, да не смеам јас тоа да го служам, не смеам да го работам. Денек сатаната ме лаже, викам добро, ами сатана не прка, викам, ако сатана прка ќе се растура царството. Ами кога ги праким јас кај вас од црква за тоа и тоа да го сторите елеопомазание, миропомазание да направите. Зошто не го правите, вие им барате пари? И сега кој им бара пари? Јас или вие им барате пари? А ги праким од црквата. Вие треба да го вршите елеопомазанието. Вие сте службеници за тоа, не сме јас. Вие сте свештеници. Ама луѓето не беа задоволни и да кај мене. Фала Богу, им се помагаш. И во Богдан си идеја многу луѓе, и тука во Демиркапија иде. И од кога ја запалија веќе куќата овие 7-8 години се држам далеко, на дистанца, со секој еден не. А така страна можем само да му кажам што да направи и готово. Да се отараси од некоја мак. А он нека мисли што сака негов проблем. Затоа што проаќав многу, пуштав многу луѓе кај мене дома, на крај ти проблеми направија и куќи ми запалија. Во Демиркапија. Значи тука им смета веќе и на медицинарите. Каде беше ти кога куќата ти ја запали? Не беа скршени нозите пред Великденот. Пред Великденот ми беа скршени нозите и бе фрлен во дупка во пред Стопанска банка Реготино. Нема записника, камера има, не ми дадеа ни снимка од камерата, да видам кој ми ги скрши нози, кој ме шутнал дупката. Кој беа тие луѓе? Знаеш ти кој беа тие луѓе? Јас, како што ги видов, беа полицајци од Скопје, во цивилно облечени и цел ден одеа по дирата по мене. По трагата, така. И да, чекаа само да се поопушта малце, со друштво, знаеш, пред Великден, ова се умува, тоа се намува, се пинува со друштво и малце поседовме и моментот го не чекаат. Во првата мрачка, што вика, во првата темница. Колку луѓе беа? И до ден денеска никако не ми дадеа од таа камера снимка, барав снимка од банката, тоа само може полицијата и преку полицијата записник нема може. И последен пат сега кога бев доле, ми рекоа вика треба да платиш толку пари, вика за да добиеш записник. Што ви е на вас? Викам, да јас данче го врзник, данок плаќам за вас држава. Колку луѓе беа? И 20 беа, што ме суредија. 20. Да. И после тоа бег на терапија. Значи, скоро 2 години штаки влече со мене. Ахиловата петра ми беше повредена, крајите ми беа повредени, значи бев непокретен. А во меѓувреме човек козец имав стока своја дом. И тоа беше една
под мукол начин, украдено, земено, едноставно, уништено. И кога ми следе отишов дома, да ме завршат, не, да нема дира, јас у болница. И знам веќе од кои се, тие се 3 групи. Ама првата група е сумнителна. Како договори, првата група е од Богданци. Значи ти беше во болница, а они дошле кај тебе дома и те украле стоката. Не, други луѓе ја крадат стоката, а овие од Богданци знаат од сум од болница, веќе ме виде нивни човек, од овие бандата, другата. Значи, после толку време да се светат, кој те ја палят. Куќе? Ама од таа фамилија, кај загина синот на овие, нема никој веќе. Тие сите изумреа. Сите добија сам себе што си направи. Тие што го викат канцер од рак. Што скара сите судат, сами себе ќе усудија. Значи, од таа фамилија нема ништо. Ама што го расипаа многу деца, тоа е па друго тоа. И ојде до ден денеска светци се тие за нив таму. Многу деца расипаа. И тоа пред полицијата живеат, полициите ги гледат. А ништо не функционираше. И ти остана без дом при куќа, остана без куќа заради... Да, 7 години Божи ја крстосува Македонија и уздуши попреку. Се преориентирав во сточарството, за да не движам многу низ градови, гужви не поднесувам, многу негативни работи имам по народот. Значи, ако им кажуваш на некој нешто ќе те прават и будала, а после ќе му текне што си му рекол, ќе каже од кај знаеш. А друга беда ќе си направиш. Разбираш? Луѓето не се научени вистината да им ја збориш, затоа што сите се во лагата. Веќе се убедени во лагата да живеат. Ретки се тие што се слободни очи што гледат. Значи, убедени се во лагата. Ти рече преги и Благојче. Ти рече. Тоа е се убедено веќе. И јас затоа ти пишам, прашај го Благојче, колку пати Ќоров мора да биде кој ќе ја донесат трогата, а чандарите идат раци прават, парите ги зберат. Што идат они? Парите не се донесени. Ама тоа не смее да го одговори, требаш да го прашаш. Не го видов. Јас сум го видел. Не го видов прашањето. Многу 300 Ама помеш. јас тоа го имам видено многу пати во многу дискотеки. Рација. Чекаме каква рација, каква декларација. И как само ти лешти ги фаќи? Тоа мене ме тресе. Зошто мене ме тресе? А? Па знае дека нема потреба, зашто да тресе? Те годи не те тресе. Сигурно препознава. Една дискотека сме сите. Да. Јас сум сега за нив страшен елементот. Јас не поднесам такви работи, јас може Стефан. И строго ме е забрането и сојче у джебот да носам. Многу сум опасен. Од полицијата е тоа само. Сојче. И викам и сега што ќе јас ми овска и нека викам ќе дојдеш ти да ја грижиш, што забитам за ушто. Што ме гледаш? Добар си, добар. Од таа вечер забите ми су кажени. Таа копна вечер нема да ја забравам 95. Од убиството? Слава на Господ, Он ме остави жив. Божја слава, Божја волја. И кога почнах веќе да служам, кога бех веќе во затворот, на 33 години во затвор, на 23, ми е делото на 33 затвор влегувам. И сега ми рече, сакаш да служиш, војник да бидеш, како што си бил, земски или небески? Небески сакам, сега и на земјата ќе бидеш. Вика, вистината е у очи и на секој ќе укажуваш. Чешто ќе ти треба, ќе се приода, а ќе те бркат, ќе те гонат. Ама не ќе те чувам. Кога почна ти, како ти се стори тоа, ти да знаеш дека можеш да помагаш на луѓето да се занимаваш со езотерија? Како се започна? Не да се занимавам, пак тоа не е занимација, тоа е веќе служење. Јас не знаем што е значи збор. Да служиш. Ми дадоа, само некој знам името, не може да го памти. И
Вика тој тоа, купував литература црковна. Секоја литература од езотеријата, од екзорцизмите, значи екзорцизмите се помазање кај нас. Протерување на демони. За да влезам, да се учам, значи молитви учам. Не знаеш што, ама знам оти, поминува. Попот човек во Евгенија, попот Маријан. Го знам. Пензија, и он е... Го знам. А? Го знам. Он ми беше духовник и още ми е. Кога ти му кажа, кога му рекол вака и вака и вака, вика, ајде ти се перме попове да пееме, вика, да види дјавол да не те лъже. Добро. И вика, попе, ама ти и тој ти оставите други ќе паднати, па тя други. Да бе, кој не чистите па ја, озбил не може да издржат до крај да ми пеят. От таа може да трае молитва до 3 сата. И така, и после ми рече, тоа ти од Бога дадено, ќе се мачиш, ќе те мачат. Ако ти треба нешто, ја увис. Ми даде требник, вика да го носиш, да го има со тебе, на тебе не ти требник, кога ти си требник, вика веќе. Значи е требник. Не. Тешки молитви за почистување, за духове, за ѓавол песен да прекаш. Ѓорѓе вика Маријан од мрзенци. Да, за тој поп станува збор, но не е од мрзенци, него он живее во мрзенци, а не е од мрзенци. Во мрзенци живее, да. Да, инаку тој не е евангеличанец, попот, ја го знам, него таму живее. Верува. Така е, така е. Верува. Така е, така е. Верува. Значи, моментот ми беше дали нешто ти се сони, како се започна, мислев. Или тоа е процес? Тоа било задно само што јас не сум го негувал. Значи секогаш кога имаш тројка позади на годините, има промени, имаш казни, имаш и награди. Ако не си служил добро за тие 10 години, казна ќе добиеш. Ако си служил добро, па награда. Тоа е само филозофијата, друго нема повеќе. А јас се греших на неколку пати и се и казна имам. Морам да кажам... Со жените греших много. Много менувах жени. Вон брачно живее. Това да е казвате. Любовджија. Любовджија. Да, Дон Жуан сега е сам. Да, ама не е от типа. И бег во Бигорски 6 месеца избегах од се живо. И сега сум абстинент чисто скоро 4,5 години, 5. Се прочисти. Да, со женски свет немам ништо веќе. А зашто? Мислам, ти си кажал сам на себе дека веќе женски крај или? Ама мораш да избегаш, паѓам на нивното ласкање, на нивните умења, јас паѓам. Да бе, да помогнеш и на крајите ќе те начекат се поднапиеш, малко ќе те пикне меѓу нозе. А сите сакат вас да имате моќ. Озбилно, жените сте малку незгодни. Така, така. Незгодни се, незгодни. Страшно повеќе ги држи и моќноста него љубовта. Денеска ретко да најдеш жена со љубов. Затоа вика во Свето писмо, жена со високо чело баре. Со високо чело? Да. Со високо чело. Не сум знал за ова. Да. Така пишува. За кој ќе бара жена, вика со високо чело. Јас и со високи чело на овоѓа, пама. Ни коментира тука со право дека малце забегавме со темава, ја однесовме во друг правец. Добро, па нормално, заради тоа што многу трае и концентрацијата се губи. Но сакам вакви коментари за да ја оправиме целата работа. Маријанчо, значи бидна што бидна затвор, излезе од затвор 2 пати, еве си жив и здрав, те чува Господ, добар си, сега си таму каде што си. Така е. Мене, сакам да кажам за нашите гледачи дека си ми пратил неколку видеа од тоа како ти на кој начин помагаш на луѓето. Фактички тоа се опседнати луѓе. Тоа се опседнати луѓе. Да. Ти го бавиш. Можеш да објасниш малце како оди тој процес? Го знаат луѓе што биле кај мене се идеја од секакви потреби. Значи имало
и од магазишта, и мало од направи, уплави, всекакви работи, болест од канцери, затоа и кој си човек прави сирениња. Бег во Швајцарија, во Цирик, во Церн, бег на тестирање, они го вика тоа метафизика. Во Швајцарија беше на тестирање, така? Да, во Церн. Во ИФЦ. 2010 или 11 година. Они тоа го викаат метафизика. Да. И што се покажа таму? Па се покажа, ти може да бидам и радиоактивен и дека функционирам чудо, не објаснива. До сега прв пат сретнува такво нешто. Вика, ти што му обетот, вика, со зборовите многу. И ми реков, ќе ми дајте преводувач, што знае дословно да преведе. Преводувачот од саат го плаќа во тоа време 500 франак од саат. Се одиш со мене во болницата, таму во Церн, кај тие болници, што ми беа. И болно лице има се од големи нози. Не знам какви пластични, јас ги викам. И од тие 40 на души само четворица преживеа и им реков, кој се излезал, викам, од тука тие четворици ги преживеа. А вика, вие се се банкари, абе што сака некс, кај Господ нема банкари, нема ништо. Веруваш и не веруваш. Тие ти поверуваа, викам, ти е куртулист. Од каде знаеш дека тие ќе се спасат? Ама се гледа и не гледаш душата им, го гледаш ликот им, ги осеќаш едноставно вибрациите. Се осеќа тоа. Се осеќа. Значи, ако те сватив, ти ги... Ти тука жак не ли Беличински, траце да таму дека има промена на вода. Пред неколку дена ми кажа наполни чаша со вода и наполнив чаша со вода и сега ќе ти ја промена водата 3 пати ми рече. И стварно ја промени водата 3 пати. Еднаш кога беше на смрдлива, како на смрдлива вода во Гевгелија, таква беше водата. Вториот пат водата беше тешка и третиот пат вика сега е благословена, сега лесна за пиење. Сум се чудел. А тоа некој го вика автосугестија, тоа не е автосугестија. Од јас сум на Свети Јован роден, затоа и во Бигорски ги фрлив цигарите. Јас бев страстен пушач. Цигар ми беше првиот непријател. А сега не пушам. Не можев да причесна да дојдем од цигар. И па за брзо време пуштив, за 105 дена ме пуштив за да дојдем да причесна. Некој не ги пуштав 100 години. Да, да. Имав намера да му нашол тамо, да. И на крајот реков, че ти тука политики во правата, јас бел монах ќе бидам. А бел монах е потешко да бидеш него еконимното монаштво. Што значи бел монах? Па, правилото го држиш комплетно, а си во меѓу народот. Тоа е повеќе потешко. Искушењето ти се во секоја секунда, не секакви искушенија имаш. Пак доаѓаме до жените. Ами сега нема, не се расправајќи. Тоа ме е владано статус кво. Значи, ги гледам како сестри веќе, крај ништо повеќе. Страсти нема, такви работи нема. Така, така. Тоа нема, значи не го дозволувам веќе. Не го дозволувам. Сега, исто така интересно е што, многумина од сите што не гледаат, слушнали, знаат за вампирџи. Ти си еден од ретките што се живи, може единствен во Македонија, што се занимава и со тоа. Да, во Конопиште има убиено Врковак. Во Конопиште Врковак. 2010 година, да. 2010 година ме повикаа таму ми донесеа снимки нападнати овци. Не беа уједите од кучени од волк, беа други уједи. Јас кога ги видов уједите, и беше јасно не ни зборев, како што јадат во Богативиште, во минијата живее. Како што јадат одма станаки со носете направо горе. И во Конопиште кога дојдов, направив тоа што треба да направам таму, на гајсте им реков да се тргнат, не треба да бидат во торлото и кучините да ги врзат.
Јас ќе го усмерам тој кај мен да ми дојде. Јас ќе бидам жртвата, фактички. Лови не да лови. Колку е опасно кога го правиш тоа? Дали може би ризикуваш или не? Точно се знае својата работа, нема... Ризикуваш, ама сензитивен си, осеќај. Тоа те е дадено веќе. Што ризикуваш? Животот? Животот. Али Господ што рекол? Без моје знаење нема ни влак да ти фали од главата. Значи, помагат. Силата небеска помага многу. Кај го сочека, каде го сочека врховакот? Како дојде тој до тебе? Право на мене, во натреб, во трв, во бачилото. Во бачилото беше ти? Кај му лежат. А? Ти беше во бачилото? Да. Го наведох право на кај мене. Ту мрша. И имав дрвен колотрен правен. Добро изострен. И имав сребрен нож. Тоа ми го зедоа у неготино полицијата. Мало ноже, сребрен имав. Ако немаш ништо сребро и дрво само, може да ги убиваш нив. Има карлипи во градско. Тоа го осетив веќе колку време не и ми рекла дека им гинало стока по време, ама се не им гина. Што е тоа? Изместене. Ако многуми не знаат што е тоа врховак, не знаат што е тоа карлипи. Го знаат, тоа е како слеп миш, само голема. Вампир, како слеп миш. Значи како лиљак, само огромен. Да, дента може да напаѓат, али не смеат на луѓе да напаѓат тако договор имат направено. Со кој направиле договор не ме е јасно, али не смеат. На луѓе не смеат да напаѓат. Стока напаѓат, зимат крп од стока. Значи од крупна стока зимат. А цица? Да. Не крвопийци се ти. Горијан Ангеловски вика вака. Трајче, до соговорникот едно прашање. Ако може, има видено на 3 до 4 пати, дали има видено на 3 до 4 пати сеништа. И ако може да ми објасни нешто повеќе околу сеништата. Не, има. Сенка е друго, самовила е друго, дух е друго, значи дух е друго, а залутана душа е трето, тие се во сеништа одат. Значи има добри, има лоши. Али најопасни се неукостените вампири. Има кунџори и краконџори. Има машки и женски кај нив. Најмногу се моментално ги има по Србија и Босна, има многу крв течено, многу има луѓе убиени. Неукостени? Да. Тоа се викат безтелесни. Безтелесни. Право, да, нема тело, неукостени. И кога ќе го уништиш, кога ќе падне како пиптија доле. Рафигано, гној и крв смрди многу. Ги гледаш нив вака? Се гледаат? Во Драчево имам убиено едно, тако 2015 година. 14. Во Драчево на селото. Во куќа. Има ли тоа нешто? И досадуваше на луѓето. Да, им досадуваше на луѓето и как ги правише нон-стоп. И од еден во друг влегуваше. И јас морав да ги убием, за да специте мирно, за да го начекам. Нема лик, значи, нема лик. Нема, он само треба да го начекам со укостава. Може да му видиш како силуета праве. Значи, како треперење на воздухот. Тоа само добро око. А во темницата се осеќат, мириса, ладно. И взимат обично влечки, кога сакат да плашат некој, ти се справо се ранат повеќе. Јас па тогаш чачкалицата и одбо моја фрла. А овој на бегањето, од прозор да ми избега на прозор го шипнав со чачкалицата. Тоа овие личи им. Стрела. Што? Личи штапче. Да, бе. Ќе те носам од Драчево, ќе ти кажа. И кога губи, кога го утепа, што се случи? Што се случи, пивтија смрдаче. Вика, шо е ова, бе, вика, билај тоа ще ми досадва. Многу смрди, фрлете, вика, го ректе, толку е. Прво, едра сол, фрли ми толку биде. И се свршија сите работи. Се се помирил така. А какви луѓе не носиле таму?
попови, оджи, гледареци, вражачи, тржачи. Горијан вика, А човекот па кај ќе ми дојде од Богданци? Па кај ќе ми дојде? Од Телчево е потекнато, а таму имал продавница, сокови правило тоа време. Бизнес, ама, жал да жените да ги го знамират, да напаѓа керка му, жена му, смејата. Само женски цвет го напаѓа. чекај сега, добро. Тие биле луѓе починати или како се прави едно такво сцениште на? Не, тие са веќе се опадналите ангели. Затоа се вика неокостани. Тие што се неокостените се полоши од окостените. А сакаш да ми кажеш дека има такви... Сакаш да ми кажеш дека има такви со човечки лик? Вампири? Да, има и со човечки лик. Ама тие влекоти од твоето тело. И ќе те тера да правиш глупост. Обично прво го запоседнува мозок. Имам едно видено сцениште што му светеа градите. Горијан вика. Градите му светеле. На сцениште обично не му светат гради, едино ако не е било ќе одам гради да му светат, не. Очи може да му светат црвено, зелено или сребрено. А најлошо се тие што още им света, а още им се црни. Тие најмногу напаѓат. Тие може да влезат и во тебе. Роберт се зафркава. На журка си бил 100% вика. Кога му светеле градите, бил на журка вика. Да. Може пијал Джек Даниелс. Оле, а спомна самовили. Која е нивната функција? Он има добри и лоши самовили. Света Недела е командир на нив. Главна. Света Недела, значи они се многу добри, а има и многу лоши. А обично мачките кои не се женат остануват до крај, самовилите водат љубов, го запоседнуват. И не смеат да се женат. Од ми се женат, он заспи и он веќе љубов води, духовно со неа. Така, Драган Апостолов, дали познаваш вика човек што е запоседнат? Што има нешто во него, во понашањето, дали би го препознал? Да, има. Да. Сум ги познавал. И тие што има една болест, ја викат падавица или епилепсија, тие пак или има безобразен демон. Демонис вулгарис сексуалис. Тие може да бият и мажки и женски. Тие не се свесни во сексот што може да бият, дали мажки бият или женски. Тој таков демон што ги препознава, Драган, можеш да го исконтактираш. Може да те исконтактира, например, некој? Може, што може да им помогнам, ќе помогнам јас. Да. Јас кога ќе осетам по моја близина, некој пат дискретно го напаѓам тоа чувство. Која држава дека не се на сите исти. Киров Коста, не го разбрав коментарот, може повторно да напишеш нешто за да те разбирам. Киров Коста, не те сваќам баш. Се ворат, ама Лаура е доказ. Не го сватив баш. Што е најстрашното од овие работи кои што ти си се сретал, например? Најстрашното е сам себе ако не се познаваш. Ако не знаеш како да го испрлиш, кога ќе го земиш во тебе. Од јас обично ги земам во мене. Во себе? Да, тие безтелесните ги земам во мене. Значи, затоа и преди ќе пијам алкохол. Виното не смеам бегат од виното. Ради причесната. Ракија мора да се напијам за да влез. Ти каже, мен ќе ме брка, вика, а он пие алкохол и тој се лажи. Това веќе ме е откриено. И на тој начин ги фаќам. И го носам на чао. После изповраќам како ништо не било. Поплюкувам. Тоа една молитва се е завршено приказната. Го нема. Колку е опасно тоа, кога знаеш во себе да не ти се задави во тебе. Јас секој ден умирам, на мене ме е интересно, секоја спање умирање, јасно ли ви е на вас тоа? Умирањето е само поминување во друга димензија, во друга форма. Човекот има 7 тела во материјални свет.
во е најголемата казна, сега си и у рај и у пекло у исти момент. А моментално Македонија кај се тера пекло е. Ѓаволите бегат од македонците веќе, ги теглят опашките, нема кој дрво да стави во огио. Види, би сакал да те запрашам во контекст на ова што го говориме сега, во овие моменти во Македонија се случува нешто многу страшно. Покрај ова што се случи во Кочани, не помина кратко време убиство во Волково. Пред некој ден имаше обид за убиство во Социјално ли беше каде. Значи секој ден убиства, секој ден, дури тој што убиецот што пукал во човекот во Волково, бил кираџија, негов и бил пијаница, пукал, не знае ни тој самиот зашто и го направил тоа. Потоа земал се самоубил со пушка. Што не е баш така лесно да се самоубие човек со пушка. Мојотот ми е, дали нешто ти во ова препознаваш дека, што викаш ѓаволот, дали можеби некоја работа тука ја има и ѓаволот? Да. Значи, у моментот, у било која вера не збориме, значи у моментот и у било која партија владеат само демонските сили. Се што е ненормално за никој е нормално, се што е нормално е ненормално. Тебе ќе те затворат ако направиш нормална работа. И сега не слушат тие. Мене, знаеш како пратат моите симпатизери, тие што ми се наводници. Ама јас им реков, иде ден од сега пак ќе ве ловам јас вас, доста работите. Сега на друг начин, трансцендентално. Не било веќе. Им помина времето, разбираш, времето им помина. Вика македонската езотерија е најопасната, алхемијата македонците ја познават. Ама кои се македонци? Кои имат кодот, вграден код. Ние македонците сите имаме М, на сред и крс имаме. Старите монети ќе ги видел. Сите сме такви, македонците. Духовно сме јаки. Како е ти со 50.000 войника, 250 ќе сродиш? Тоа треба да кал памет. Војската на Александар Македонски кај Персија. Да. Ама тук се користи и лунардитот. Лунардитот се прави за ладна бузија. И лузија се вика тоа. Ќе те ратера сам со себе да се тепаш, после ќе останал ќе отекваш. Филозофията е голема, нема ништо филозофија. Иш како да те ставило огледало пред тебе, сам со себе се тепаш. Како мислиш? Ништо по. А така и ги ратера сами со себе да се тепаш на паѓања. Ти изубива, тој после ќе остане он ќе помине и готово. Тоа е. Оти тие не се толку памет. Зашо во старите времиња ги пуштувале волшебниците, врачевите. Те се правиле загонетки. Значи, илузии што прават. Хипнози. За победат во војна, за тоа ги чувале, и се клањале како на Богу. Вештерки. Дали постои задгробен живот? Има едно прашање. Постои нормално. Ова е најтешкото ние сега го живее. Материјалните. Некој по своја волја донесен пак братен тука, а некој подказна братен. Мислат сами, ние сме тука на земјата. Знаеш колку има приличат на луѓе, не се луѓе. И викат ванземајци. Как сакате ги викат? Тук се со нас. Многу интересна тема отвара сега околу тоа. Деноје ми кажа дека имало вселенско летало над Гевгелија негде, натака. Има. Тука на Криволук има, Гевгелија има. После Скопје кај вас има Струга, има Охрид, значи има бази. Бази имаат. Да, на Бонстил сакат млечниот пат да го отворат, вани што ги взимат минералите и ураниумот, сакат и млечниот пат да го отворат, ама не можат. И ќе си од американците. Тали ќе сеат години и пол-две. Ти си видел нешто такво да се спушта? И има на Криволук се осеќа. И во Росоман, додека живеа во Росоман и таму се осеќа тоа. Се осеќа или се гледа? Се гледа? А не можеш да го видиш.
се усеќа. Значи тоа ти права ладна фузија, илузија, да не можеш да го видиш. Ако ќе го пребиеш ценот да влезеш таму, постоа. Па криво зашто сака да го земат за центарот на светот американците. Заради базите. Народот ништо има. Тоа е потврдено. У Босна. Зринча пред Белград. Тоа е стара македонска цивилизација. Чекај сега, ние говориме за масовци или за некоја сила што се осеќаат? Не бре, ние сме били патувачи, гледаш го старите икони на Богородица горе има како летачки танкер, како иде Светиот Дух. Чобара на иконата тоа. Ај види, го старите икони. Го има опишани пекол како изгледа. И судниот ден го има опишан. Го старите иконостаси. Зашо ги рушиле иконоборците, ги уништувале иконите, за да не знаат луѓето што потекнуват. Колективно грешение на свестоти. Дјаволот е пушта на земјата, владее со земјата. Е фрлен. Разбира? Ева да кажеме за луѓево. Преска спомна дека има многу луѓе, многу меѓу нас што личат на луѓе, не се луѓе. Како да препознаат, како они да препознаат нешто такво што не е човека, што се представува дека е човек? На YouTube има милион клипови, значи во очи. Ги врголат очите. Ги вртат очите без јазиците ги плазаат. Значи тоа е секунда, дел од секундата, се пајка. Се чешка. Обично се чешка. Болови имат. Тие ними кожни болови ги имат, како шуга. Рептилоидите поголу. А и ми спомна дека можеме и тоа да го спомнеме дека има некои од нив што не стареат и што само постојано менуваат домови за да не се фатат. Да, има и такви. Едните ги викат волшебници, магови и тие non-stop менат терење, значи други држави, трети држави. И со текот на времето тук ќе го снема. Има пример за Майкъл Джексън. На свингата е неговите. Вика Майкъл Джексън не се прави това операция. И сега викат мъртъв е. Не е мъртъв. Майкъл Джексън? Не. Изменено му е сега нещо, тръгнане на страна и готово. После по-наски излезе. А добре, што мисли за убийството на Тоше Проески? За него не мислям нищо, кога нема убийство. Некој вела дека е во манастир во Србија. Нека го отворат гробот да видат дали има нещо во гробот. Ковчегот не беше покажан и на неговите родители не смеа да го отворат. Да, како и на Борис Трајковски, што не беше покажан на Вилно ковчегот. На многу души тоа така направи. Сакаш да ми кажеш дека Тоше е жив? Прави жив е сигурно. Брат има во Кочанскиот регион, брат по-стар од него, исти си лично. По-стар брат од него година или две, ама исти, тотално исти. Во Кочан? Да. Вон брачо го родила мајка и го дадела таму. А добро, која е причината што се крие? Што Ќе дојде ден ќе чуеме сите бе кој ќе заврши во олигарсија. Овој систем паѓа веќе на крај. Овој паѓа систем, нема веќе. Народот ќе си ги отвори очи, ќе види оти си останава без деца, си останава без имања и должни се. Извршителот за еден дена 200.000 динара му взима човек, 150.000 динара. Што правите? За еден дена. да. А кој ги гласа? Ни ги брано ни тие, кои се нели симпатизери на ВМРО и на СДС. Ако гласте, што гласте? Државата не ја продаде. А се не спини. Уште кириджи ќе направат дом. Ти собственото куќе се ја правиш, ти мора данок да платиш на твоите куќе, зашто се ја направил на твоето место. Роберт вика, лимен ковчег не се отвора кога е здровен човек.
вика тоа? Роберт Димовски. Ушите закони мора да му отворат на фамилија да видат. Но одека знаеш дали има у него нешто? На фамилијата да морат да се види. За да се знае што има внатре. Да. Може народот не, ама фамилијата. Зашо ги викат на идентификација, го познавате ли по нешто? Вика Тале, нека каже човекот за поповите и за оџите што мисли. А бре, они се службени лица на нас, некои се стварно како што треба, а некои се за никаде. Некои да, стварно се како што треба, а некои се за никаде. Да. Оти, кога ќе чуеш ти поп или оđе за политика правам обед, бегај. Човек тоа. Ти затоа Треба да гледа, треба народот душата да на народот треба душата да може спасува народот, докато спасува и треба политика да прави. Нема резон. Значи со политика се бава за ти дјавол веќе не. Маријанчо, дали например имаш некаква моќ да видиш дали например одредени процеси, дали е некој жив, дали е умрен, дали некои такви работи например. Тоа ќе дојде, тоа се вика со врачување, ќе дојде да се покаже да ти каже. Али обично вика ќе да видиш некој работа кои се молчат. Не е се закажување. Јас снимав за Пред време кој ќе му кажеш, пред време кој ќе кажеш на некој нешто и кога ќе сака да пореметат некоја ситуација, разбираш? И сака да го елиминира тоа некој лице, а они кои ќе направат деструкција веќе на тоа, кој ќе те си помогнал да направат деструкција, дел од казната и на тебе иде. Разбираш? Горијан вика, Трајче, дали е видовит Маријанчо? Кажах, созрчување има, чат пат. Значи има нешто му се предскажува некогаш, така? Да. А ти ако сакаш да дознаеш нешто на одредена тема, дали тоа ќе го дознаеш или например има нешто што не ти се прикажува? Па слушај, сензитивност е, ако ја одгледуваш добро, значи на време, интуиција ќе ја викат. И ако ја негуваш, духовно ако живееш веќе, а материјалното да го негираш, по-друго ќе ти биде. Извинете, морам да... Читам коментари, пораки ово па мора да... Прочити на таа што се насмеја, што му е толку макара тоа. Види, 90% имаме позитивни. Гледам дека е сите, Горијан, тоа што ме праша дали си видови. Нема некој што не руга двајцата. Например, Зоран вика, нели дозволуваат и на фамилијата, тоа се затвара херметички, за ковчегот. Ама мора да се отвори, да се провери, бре, човек. Фамилија. Ама не дава да го отворат. Пази сега. Сега да ти кажем нешто за короната. Јас за короната, кога кажах пред 10 години ќе биде короната, и емигранти ќе бегат преку нашата држава, ќе има многу жртви, ќе изтепат по железнички, ќе бидат изтепани, се смеја сите. Биде тоа. Сега, што направи со вакцината? Вакцината е нанотехнологија за метало да се поврза со човечкото ткиво. Ја не се вакцинира. За човечкото ткиво. И обично не може да издржат на белодробниот систем. Значи на дишењето не може и затоа не дава обдукција на тие луѓе што беа вакцинирани од корона. Ме разбираш? Нема бели дробови веќе изедени беа, како црни дроб кога се јаде од цироза. Да. И затоа не дава обдукција да се прават на тие луѓе. Тоа свесно го направи, тие се свесни убиства прави. Не е лесно да се води лајф и коментари и пораки и 300 работи, затоа е вака. Не ти се спие тебе, така? Гледам има доста луѓе. Јас опет секак сум станен. Ти си опет станат. Добро, ќе
нема уште многу да трае. Трајче, малку сум досаден, али не си досаден, сакаме прашање. Горијан вика, трајче, малку сум досаден, нали? Ова морам да го прашам, кога спијам ме гази нешто, што е тоа? Двабоко, што вика, како може да се ослободам, како може да се ослободам од тоа? Исто тоа што го кажува Горијан сега, ми се има мене случајно пред неколку години тоа, внимавај, во истата соба, на истиот кревет, кога ќе легнам, значи викаат, многу имам така слушнато, не знам дали вистина ти ќе кажеш, дека некој џуџе било, имало капа, ако му се земело капата, ќе си можел од него да побереш што сакаш. Има и тоа, ама тоа џуџе не оди во такви куќи, тоа што го чува богатството. Златото што го чува и диамантите, камените, драгите камени. Тоа тешко некој да го фати. Али се ништо има. Се ништо има. Значи тоа е сенка. Тоа е сенка. Да. И како да се спаси? Можеш ли да му помогнеш ти? Не можеш да одговориш, не можеш да дишиш. Така, не можеш ни да дишиш, само да те стиска. Да, не можеш да дишиш, глас ти го взима. Тоа што ако не можеш да изговориш Исусе Христе и да се прекрстиш, доста е да помислиш само. Мислата не може да ја блокира. Можеш ли на Горијан да му помогнеш некако? Помогни ме, зашто да не. Горијан, исконтактира го Маријанчо, има и ќе ти помогне. Роберт вика и мене ме газеш. Ама Роберт мислам дека се зафркаваш. Ми си има случајно и мене. Значи вистина. Значи му си има и на него случајно. Роберт да не е смеќ, прашај. Од кај знаеш? Да не го виде? Не го гледам, кај што ти сум на месенџерките. Мене ми беше школски и таков е смеќ. Гладничко, да. Смеќ висок е малку. Да. Роберт, гледаш ли? Стркесто изгледа малку. Како? Стркесто. Роберт, пак да се смееш. И чат пат се занесува со тие неговите музики таму, изиграва будала. Не знам. Ама, кога изслуша тие шашевите музики, тогаш го газат. Он си знае. Нека примете према празники петок на вечер или кога се бајне петок на вечер, што му се случува? Роберт, примети што ти се случува на празници и кога петок? Петок на вечер. Петок на вечер. Да не вркувак некој. Роберт не смее да роби, треба да се ослободи. Он рубија сега. Можеш и него да му помогнеш. Му помогне. Ама сега, знаеш како? Можници му поминаат. Ладно поминане за цело негово тело. Го осеќам тука. Дръгте ќе му пукне срце како на зајче моје сега срце. А така малко начало да направи работа, ама сам се отвори. Ајде нешто пиши сега, ајде. Дали е така? Ништо нема да... Че, малко се замислил, вода ќе още пие, ќе почне. Ќе се штапа у гледалото да види дали е лоп. Роберт, ако е тоа така, тогаш ќе ти помогне и тебе. Маријанчо, пиши му. Секој има помош, бе. Да. Секој има чере. Само искрено треба да се посака, да му пишеш, човекот ќе ти помогне, бе. И на Горијан исто така. Мене да чукнам во дрво, сега повеќе не ми се случило одамна тоа да ме гази и да ме притиска тоа тука. Ама нека кажа тоа што им се случило на нив. Мене, например, не ми дава очите да ги отворам и гласот ти го зима, не можеш ни да викнеш. Да. Ни да ги отвориш, значи вика дека кој ќе успее очите да ги отвори и да го види, капата ако му го земе, може да прави што сака после со него. Не може да сака да прави, тоа е друго, џуџу мало. Тоа што ги чува диамантите и злато, тоа е друго, богатство што ги чува. Има ли во Македонија такви џуџиња што чува злато? Има. У Македонија нема. Али најмногу политичари има у Македонија. На 1.200.000, 120.000
200.000 политичари. Извини чатпат што ќе се насмеам, Роберт пишува в коментари заради тоа ми е така. Он ми е малце така вицкаст. Он е добар човек. Вика, не слушам шашава музика. Не слушам шашави музики, нема врска, дека како на зајче ми е срцето. Петок е утре, не сум приметил дека ми се случило нешто. Па примети утре, види. Усети ка ќе забрава или ка ќе изгуба. Мислиш дека може да загуби нешто? Оф, леле, нека е нарно нека е. Еве вика. Еве вика, а на празник ми си има случено многу работи. Има флани сообраќајка на празник, детето ми се правеш операција. На кој празник? На кој празник? Дино Македонија. Вилиците од мајка ми на жена ми. Што вика, вилиците од мајка и на жена ми. Не знам што сака да каже, вилиците на стрината на вујкото, на жената. Роберт вика, има нешто во тоа. Така вика, има нешто во тоа. Слушај сега, ти не ми мрдај, сакам да направя на слика, па ти ми позади тебе. Да фатам. Еди, јас ќе фатам слика една. Збориш ли ти со луѓето? Ме изненади да не има нешто, па во мене, па да не... Не. Кај отиде сега? Направо. Се загуби? Тук сум. Ха. Олеле. Ќе го во други телефон ќе сликам и ќе го доволам. А што треба да се слика? Не, ти само си прави момент, јас ќе го фатам моментот, тогаш. Ова е нешто чудно, да не има нешто тука да не ме смее па мене па. Не. Добро. После ќе обработим и ти кажам што, а ора ти се отварат пирамидално. Мене? Да. Ама... се вика растење. Растение? Растење, аха. Инаку... Дечки се полни, значи интелигенцијата ти се појачува. Драган вика, иде поноќ да бидеш заштитен од Амајлија од врколак. Гледа да не налетиш на врколак, ќе би заштитен. Вчера може да се најдат. Добро сега. Само купено ако има нешто да јаде. Тоа врколакот кога го фати ти кога губи. Високо ли е тоа, брат? Голема, ама сонцето го изгоре повеќе и само бензинот го догорех, се каза да го снимат, да го сликат, не им дадех. И им кажа ако ти женско ќе испадне, и на крајата после испадна и женско, а не се ме побрали, ама изгледа не ли нападнало там. Има 3-4 метри или? 3 метра секако има. Секако има 3 метра. Да ти пошлика ли снимки од мумијата што е веќе во Англија, во музејот? Мумијата во Англија, таму некоја слика, да, има, да. Па, што е мумија од него? Човек, само со волчја глава. Значи, човек со волчја глава и зави такви големи целите. Ама тоа е од човек станен. А има што, значи, од луѓе, ако врколак видиш, и ако те гризне, ако те изгрева, ти тога стануваш врколак. Да, инфекции прават. Како? Инфекции прават, а има некои што се враќат, што се и луѓе и врколаци на месчина. А има, значи, такви што од инфекција стануваат врколак, а има и што... И фамилија може да има, тама како им иде периодот на полнечина бегат од фамилија, да не одават фамилијата. Должен да се свесни. А што мислиш, вие донеса тука? Сега ти кажем на случка, може таа... Роберт ќе го праша. Ќе ти текне тоа за горе кај вас, Волково, Кучково, там беше Скопска Црна Гора. Там имаше за случка беше загинал човек. Ќе го прашам сега. Човек беше загинал, од тоа човек само на неделја чевли. Тоа е одамна.
И после истиот човек после неколку години го препознават по самото одење, ке се преобразува, останало един од нив. Таму кај вас. Во Кучково? Да, кај вас. И за тоа човек е модерн. Тогаш јас имав 37 години. 35, 37, тука негде. Па ако постоеле врковаци пред 37 години, па и сега зашто не? Тоа се променува, тоа се променува. И бега, изчезнам и после го немало изчезнам, бега го изкажале, па после појавило животиња, некој имаше слики, и аз апнаното само што го видех. Каснарите и тргнах горе. Е тогаш бех правил едноцевка, пушка, 12-ка од цевки за владење, за рече време за Дали е се во ред? Роберт вика вака, а на празник мислим, вика, не слушам, чекай сега, имаше интересен коментар, офле, не ме дискриминира, не те дискриминира, а на празник не бе, како ми забега. Епа, ако е видовид, како видео, нека ми чука срцето како на зајак, нека ми каже на кој празник било. Слушајќа, не, што, треба да го видим и срцето речево тука. Знаеш колку сум јас далеко од него? 350 км. Ако сака да му докажем отсум околу него, ќе го пуштам раките на грбот, ќе усетам топло, чака. Ако сака да провере, ама да не се пуше, стварно да му чука се да падна там. Не се вркува купатило. Бива и тоа. И тоа бива. Роберт, пиши ако сакаш да те допре од позади, па ќе те... На грбот, горе на плешките. Ќе те допре, да. Да не биде после офлер. Ама, со тие работи нема играчка, нема искусување. Значи, тоа што бива. Јас само си кажувам со водата, мене што ми направи пред некој ден, водата ми ја промени 3 пати. Прво стана, значи, тешка вода за пиење, тешка, неподнослива, после стана како смрдлива вода, мирисаше така, и на крај вика, ја богослов сега лесна вода за пиење. Ме изненади многу. Има тие промени на вода. Уе, едве се воздржувам, не ме смејте, ми пишуваат, пази, позади тебе мрда нешто. Слушајте сега, има една женска ќе те праша, таа изгледа сака нешто да праша, ама се врти, ама ќе пише сега. Има проблем со женските работи. Нека ме бара у приватна поръчка и кажа да направя не за операција, не за ништо. Ајде да видиме, ајде. Ми пишува некоја женска, ама тоа е една друга порака, таму не знам нешто друго. Чекај да видиме нешто друго. Може па ќе праша, може па треба време па да помине, не знам што. Ќе се јави црномањаста куса женска. Убаво ли е? Или? Па кој е груп човек? Има ли груп човек? Грб на лик на Бога. Сега, кој са слабички, кој тубурлести, кој повисоки, кој по-ниски, кој средни, тоа е друго. Аха. Сега немам така порака, ама за водата Роберт вика, ајде чекам да ме допре на грбот. Оне изплота некој чепка.
си испутил. Горјан вика, не го плашете, вика, нема да може да спие, ќе треба вика со комшиката да се гушка. Но секак се гушка со комшиката, шо? Кога е слободна, де? Тоа од страхот и двојци се страшливи, се плашат за тоа. Обре, луѓе, нека нарно сменјаво. Нека нам... Значи, завркувак така... Не установам само тие трагите што сликак, не можех да установам учоса да му се. Има на стори ставено траги од некое животно, што правевме ние мојот приватен, ми кажа, мислеше Маријанчо може би дека е нешто змеј, нешто таква работа. Значи, големи шепи се, со 3 прсти беа, или? 3 метра разлика. 3 метра размак. 3 метра разлика има од нога до нога, значи. И со 3 прсти беше шепата. Да. 3 широки прсти. На кај тебе има си и против. Да. Драган вика, убава вечер, вика, позитивна енергија, ве поздравувам, му се спи на човекот. Сега се испотеја те многу жешко име. Роберт вика, бе, ајде, нека ме допре, вика, треба да спијам, вика, Па допре не испотене, шо сака, вика. Допре си веќе не ни осеќаш. Испотене. Си испотил. Сега, ќе пише тој може, дали може не си осетил. Остави го, нека не се нервира, нека мисли малку. Тие се джинови, вика, тие се джинови. А има и джинови, нели? Джинови се злите духове. Ој, вика, тие се джинови. Джинови ги викат во... Джини ги викат во Исламот. Иначе тие се зли духове исто. Чека сега, джинови порано постоеле, така джинови. А други джинови тие, што се титани, нефили. Тоа е па друг тип на луѓе са тие. За нас е джиновот, многу големи. Ние сме 6-та генерација. Значи, тоа бие фактички луѓе што останале... Ама за тоа Господ ги уништил и почнали да прават многу бели. Не постојат сега? Може да има некои чат, па таа од нефилите има, знам. И гледам и по интернет има од нефилите. Тие се по 2,5 метра, 3 луѓе. Нефили? Има. Тоа е ген се устанал. Оти вика, падните ангели се спарија со земските сестри. И вика се родија нефили, джинови. Драган вика, Трајче, ајде до сабота да се собереме кај тебе. Од мене, најубавото Роберт, Маријанчо, јас ти, солени борци со останатите да се бавиме од змејови демони. У сабота. Па може да договориме некој ден, зашто од мене најубавото вино. Најубавото вино бе, најубавото вино спомна. Има винци, од теквишијата има убави вина. Црвено ли вино или... Ја пијам црвено, не пијам друго. Бело ми е тешко малце. Абе, готово, сега се тушира, Роберт вика, сега се тушира, мирисам, вика, на парфем. На парчовина мирисе. Во Исламот, вика, се джинови со 3 прсти, што ги кажуваат, тоа се тие луѓе, тоа се мрачни сили, дервиши вика. А бре, нема само тие две дири, нема ни на 2 километра, не видек на друго место дири да има слични, нема нигде. Само там не се спуштил и се дигнал. Чекај сега, ти тоа трагите што ги видов ја беа 3 стапки или 4 или како? Две. 2 стапки се сварно, значи вака на едно 3 метра,
Прошлиот наш лайф која беше и Димче од Велес, со Маријанчо, исто така тројцата правевме мувет, и со Димче исто така сум снимал и он ми спомнал дека во Кожув некој виделе дека нешто големо лета. Се претпоставува сад не. Значи може и да е некој си змеј. Кожув, главиот град што се вика, тоа е доле Гевгилискиот регион. Главиот град, Гевгилискиот регион, дека е ски центар правилно, тука се бара голема ризница од времето на може да има горе алки мориите кои се зафатени, врзувани. Значи главиот град се бара и има пештера голема. Димче ми кажа дека на Кожув и кај Карпатите биле на Карпа изрезбано змеј. Само таму у светот и на Карпатите имало изрезбано змеј. Значи некогаш на тие простори постоело змеј. На Кожув и на Карпатите. Можно. И тука Свети Николе исто, тој геоглифот држа вода и он многу таква работа има кај него. Видете вака, сега, стварно темава е многу добра, шириме позитивна енергија, што ми е драго и мило. Чат пат ќе се насмеам, не се смеам заради Маријанчо тоа што го збори, се смеам заради коментарите што ми се така малце позитивни, така малце смешни. И... Качили се, вика, да не сме напиени нешто. Не, вика, не смрдам на прцовина, вика, да не смрди, вика Маријанчо, така нешто. Јас отидам, тука се разправя, може да му се мирисам од тука до прцовина. Во Тетово постоело Толосум, така? Толосум се викало кога им се појавувало животно кое зборувало со човечки зборови и наеднаш го снимувало. Па нели прошло тоа ти зборев дека мој другар видел во Маврово 12 сатот, после 12 сатот на вечер јаре што зборело. Демон е тоа. Тоа е сел демон. Роберт, ова што се смеам, само ти си крив. Роберт вика, Димче од топуницата може да му се пречинувало и караконџоли, дека летати. Ако толку ме ракрие. Благојчо, нашиот гостин што беше пред тебе, вика, од дека може да си набавам едно мало зменче да си го лета, вика. Кој ми Пантелеј кода горе? Каде? Над Пантелеј ќе најде гнездо. Над Пантелеј во Кочани има гнезда. Има гнездо нешто друго, некоја да ќе виде. Да не се исплаше. Абе се има нешто там. У манастирот се лекуват луѓето, а над манастирот има нешто друго. Добро, овие што се Толосум и демони ти што викаш, не е исто тоа? Демон, ѓавол, сатана, имат чирначалство исто, како у злото и у доброто има чирначалство. Оноа што го видел другар ми во Маврово, Јарето, кога му кажало, Јаре, шо е тоа? Тоа е ѓавол. Демон, ѓавол. Пола човек, пола животно. Кентаури има, пола жена или пола маж, пола конј. Вие пикове така и вика, главна пика, тело на човек. Тако последен път, знаеш дека имало? На Олимп. На Олимп. Да. На Олимп го имало последен пат. Во митологијата има такви слики? Не е митологија, го живејал. Митологија е најче мит. Ама тоа викам, има такви слики од такво нешто, значи имало нешто такво.
Ама сега нема, нели? Или? Сега тешко има течен само многу крв, има изгубени души, не може да се транспортират за да заминат. И некој пат се преобратуват, си ги продават и душите. Досадуват. Ја ти викам, русите почти клинко, тоа дето шо веќе ода по такви места, абнормално, снима, ама чат пати добива по муцката. Како добива по муцката? Така, добива. Новинарче, ама су многу апарати оде, и му правят мобет. На тој още няма комуникација права. И му глумат те женски гласови, те мъжки, кај сака да го наведат негде, да го утепат. Нека се стопли малце, јас и ти правевме муве дека ќе дојдам и ќе снимаме и ќе бараме нешто такво. Абе јас сега тука нешто усетим од има, кутре ми загина сабајледно да ти кажа. Кутре ти загина. Чекай, ти се загуби? Го снема, не може да се загуби, го снема од легвото, а тие се териери, не се двојат. А од питбул те се тргнуват и го снема. А кога излезех сабајето, тука беше. Што значи тоа? Не знам, ќе видиме што значи. Крв не дек на 2-3 места, ама не знам му чуе, дали од него, дали од станичак да не го стилува. Најде крв. Да. Да се надеваме и да веруваме дека не е од куќето твое, дека ќе ти се појави утре. Не, моето куче, моето не ги чува, но они кај него спи. Мајка ми да со мене, со стоката, не ги оставам тук кај Астор. Астор е беби систер за них. А викаш чувствувам. Што чувствуваш дека таму каде што си ти имаш? Што е тоа? Ме слушаш? Викаш чувствувам нешто дека тука има. Што чувствуваш дека има? Не те разбирам. Тоа беше позади тебе, свикаме, ти го пратам после. Позади мене? Да. А уорта твоја бе, афатик момент. И што значи тоа, брат? Знаеш аура? Знаеш аура? Аура? Духовното тело. Аха. Како успеа да го фатиш? Око со коло, јас научаре, ако носам за близко, ама далеко гледам, снайперист бе. Но оптика се расправа, спомни. Благојчо вика, абе вода пиев се засркна, вика, дај нека повтори, него сватив каде да го барам гнездото за змеот да си запишам. Нека плюне пајачка си најде сега чим се засркнало. Нека одмора малце, ним да трчат за гнездото. Сега он лети на гнездото, кажеш, мога седа на гнездото. Гнездото каже на планина некоја, на планината таму, каде? Дошли, он седа сега на гнездото, да гледа да му изпилят два змеја. И јас малце распеам, доста воли на болест. Даде. Тоа сеумот, ова вика Роберт, тука некој. Поздрав до вас, бркајте змејови, јас морам да спијам. Нека спие, нека сонуву. Вика, тоа сеумот ги мачи животните, обично стари бабили, Горјан вика, стали би ги има. Стари би, него свати. Стварно ли ги мачело животните? Ами ги јадат, бе, шумништи. Ги јадат. Гледаш, они исправни одат како човек. А за врковаците збориш ти? Така? А? За врковаците ти сега правиш мове? Не, и вие што се, како срне елени, кози. Абе има 300 души во уни, тие секој не може да изнае сите. Не знаеш ќе сретнеш и дали ќе биде силуета, ќе те покажа. Ти си сретнал ли некој животно што зборува што? А да не е папагал? Телепатски. Телепатски? Да.
У главата ти говори, ти го гледаш, он ти говори и исто ти му говориш. Аха. Стефан, вика Стефан, Сања Максимовски. Добро вечер од Стефан. Поздрав до емисијата и до вашиот гостин Маријанчо. Имаме коментари кои... Да. Олеле. Ује, малку стварно ме смеевте, масе. Што е работата, вика? Ник, што е работата? Ако сега прашам што е работата? Ојде. Не тоа животно, ни кажувале уште дедовци кога оделе со овци, понекогаш некој јагне ќе им излего од стадото и ќе влего во некој камен зид и ќе го снемало. Понекогаш ќе фателе некој јагне. Ово колкав коментар, само масе. Тој е кунџол. Карконџу. Понекогаш вика, ќе фателе некој јагне и ќе го снемало, а тоа ќе им одговорило со човечки глас и ќе исчезнало. Тоа секогаш се случувало кога се стемнувало, а кога си ги собирале стадата, дури некој на кој сето тоа им се случувало, вика, само се многу коментари ми бегаат. Кога се собирале стадата, дури некои кога сето тоа им се случувало, со денови ги тресело треска. Се разболувале, дури и некои умирале од уплав. Што е пак ова? Да. Карконџу е тоа. Караконџу. Некој пат се гледа, некој пат не, а и на стока се качува, на магарењи, на коњи. Може да те пукне. И ги јава? Ги јава до смрт. А некој пат само вили свадба, ка прават, може да те прават и луѓе, кум да те прават, да те фрлят неги. Кум да ме прават? Да, и тоа го има. Димче вереше дека самовилите исчезнале со доаѓањето на железницата. 19 век ли кога? Ги има. Ти викаш дека се уште ги има. Така? Има, секаде кај што има вода на Света Недела, самовилец место што се вика, тука има зборно место. Јас ќе ти кажам как се наоѓаат самовилски места. Летно време се суи, зимно време се зелени. Зимно време се зелени местата? Да, софрата кај што јадат. Кај мене тука има зелено едно и зимно време и цело време. Ти викаме, таму ако ти можеш да извршиш нужда, може да те штракнат од мозок да те извадат, да те пореметат. Имам јас лекувани такви луѓе на самовилско место што се вршиле нужда. Оти кај мене во селото, кај што купувајќи мајто, имам на Света Недела вода, имам на Свети Ѓорѓе, на Свети Петка и на Свети Троица. А со Света Недела најмногу им се помагнал луѓето. Бунарот не го чепкал секој пат, Света Троица. Дејан Мите Тасеви. Поздрав до емисијата. Многу ви е енергична. Од каде не знам. Од каде? Дејан Мите Тасеви. Од Богданци. Поздрав до емисијата. Поздрав до емисијата. Многу ви е енергична и голем поздрав до Маријан. Го погодив на акцент. Маријан. Така. Поздрав и до них, до Мите. Да. Нашеви са ти од Богданци. Да. Он може да ти каже нешто. На нив што ја помагнал на некој време, што имале проблеми. На Дејан? Прашај го. Ајде Дејан, кажи нешто, напиши што се десило со Маријанчо, што ти помогнал? Имам некој работи помогнано. Луѓе, шала на страна вака сите вака некои коментар, мислам не сите, има и позитивни, има и смешни, има во глобала коментарите се добри, битно е нема навредливи, тоа е најважно. А ако има ќе ги блокирам. Нормално не сакам заради тоа што преска имаше еден постојано во минатиот со првиот гостин. Мушка жена или женски муж? Па прво се представуваше како жена, после како маж.
нека одлучи, појма немам што беше, му ставив блок пошто се караше со сите. Либи, леле Горијан. Лип Караконџули или, или Караконџули или Толосум или девете се од иста фамилија вампири. Да. Да. Караконџули, Кунџоли, Карлипи, вампир, врколак, а укостени, неукостени. Чекај брат, да те прашам. Имам гледано еден филм со вампири. Ама оние укостени што ги викаш, оние како луѓе што се. И пијат крв, нели они пијат крв ваљда, не знам што прават. Такви сакаш да ми кажеш? Такви како на филмот. Тие пијат, ама немат коски, вие имат коски. Тие што имат коски, што се како луѓе, што ретко се препознаваат. Дали на пример тие ги имат денеска и тие убиваат луѓе, јадат, пијат крв? Сорта на такви луѓе. Тоа било сорта на такви луѓе вампири. Разбирате ли? Таа е била сорта крвопијци. Ѓаволска сорта. Има сега такви? Има како и нема. Ама не напајат на луѓе сега. На што напаја? На животни? Сега од животни си купа крвна плазма и си пие. Како вино ние ќе скупуем. Па од кај ќе купиме брат? Трансплантација се правеле, инфузии се стават и циклата у болницата и готово да мекне инфузија, ода крв да му стават и готово. Тоа збори. Издрогира, те опие и ќе кршно по болницата. Ќе доа полиција или му безбедувај да го носа у притвор. Дејан вика, Дејан твојот пријател, со момичката ми има помогнато, ми се изгуби, пошто со момичката ми има помогнато од плачење, вајда, од плачење многу, ми плакаше свака му час и слав му на Господ. Вика, слава му на Господ, ти се заблагодарува, неговата ќерка имала уплав, сигурно. Да. Многу плачела. И до сада ше ѓавол не даваше да спие. А мајко беше оперисана под рата не израснуша, а врата израсте на брзина. Имаше операција од женски работи мајка. Така. Дај Боже да сте здрави живи. Тешка операција. Горијан, тие трајче што напијат крв, сега се масони, модерни вампири. Да. Веќе ка ти кажа? Ка знаеш што пита? Илуминати, темплари, Кажува. Зоран Гичев, проблемо е што има многу заебанци и не го сваќаат гледачите за озбилно. Има уики, има, не е тоа толку важно. Слушај, не да може да види едно нешто пред него, а да не знае како се понаша, тешко ќе му биде, може да му зајде месечинката, звезда да му избега. Не се толку замарај. Не се оптеретува толку со такви... Не, за средбата. Ако се средбата со такво нешто, прво нешто што го спасува е крстот. Света вода, лук, сојка и молитва да каже. Оче наш барем да знае. За да го блокира за 5 минути да може да избега. 5 у грбо да му бият, не у газот, у грбо да му бият 5. Оде он е замарлушен тоа, и не го памте, не може да го мара под. Луѓе, дека ако веруваме дека порано постоеле вакви работи, не знам, и духови, и вампири, и врковаци, и се, зашто не би постоело нешто од ова и сега? Ако порано постоели и правеле глупости, зашто не би постоели сега? Не знам, така е некој си моје мислење. Ќе кажам нешто, секој може да го најде тоа. Перуники кај расна. Таму има убиено чисти души. И затоа растат перуники. Од таму да земеш корен перуника, да носиш дома да пресееш, не можеш да пресееш. Ќе се изсуши още. Што е тоа перуника?
Тоа само на чисти души испаѓа дека се убиени. И на мртвен, на тажни празници они плачат. Чисти души се убиени. Чисти души. Вероник. Да. Бели цветови имат и иглести листове долги. Вероника. Интересно. Това не може да го пресениш. Не може да го пресениш да го донесеш долу. Не пива. Може само беля да си направиш. Остави го таму и радувай се, диви се на него. А каков корен е тоа што ми го прати пред некој ден, што има машко и женско? Расколник. Ликот е буквално како машко и како женско. Корен. Да, расколник. 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 Зашто служи тоа? За отварање на среќа, врати, сефови, за убаво кујта да те биде мирлак, чувар кујта. Се копа, се закопува во дворот негде или како? Не, така се чува по-ашински. А он е од корен практички изземен. Го има, го продават у Србија, го барат, тоа што го коптони, го има и кера, само не го барат луѓето. Раскопник. Од у Србија се бацат тоа што тие црни бели работи, затоа и ги барат. Влашка магија многу работи тоа. Тоа сакам да те прашам. Која магија е најјака? Влашката? Вуду, па влашка. Вуду таа тоа што ти ми спомна дека мене ми направи. Да. Вуду, зулу, влашката, па ромската, циганска. Тоа ако некој акта примета, јас обично и приметам тие луѓе што се чепнали. Одма гледам, бркам начин каде да помогнам, да му кажам што да направи во момент. Оте ако го усетиш човека, не му кажеш, па е исто како ти грех да си направил. Зашто го малце вие работи тешки, секој ден не може да ги поднесе. Јас некој кога бе на таа емисија, то 3-4 сат ме држаја на жена. Тоа се бајето ме блокирало. Зашто? За најад се кало да учи. Чудно. Луѓето преку лет погачу барат. Не кажува за тој цвет расковник, ќе почнат да го потребуваат криминалците за сефови да го отварат. Благојчо. Нема, сите сефови се оплячкани. Нема, дека има сефови. Нема, ја не гледам дека има сефови. Нема никде сефови. Другари, полека мислам дека време е за спиење и сите сте вие на... А? Ќе по дома. Маријанчо треба да стане у 5 сат? У 5 сат станува, а ја на работа и вие. Морам да ви ветам уште една ваква средба, уште скима нормално. Така да, ќе разговараме, секогаш е добар разговор со Маријанчо. И... Кај има ситуација на лице место може да се снима, да гледат како има нешто. Ви ветуваме со него ситуации од лице место, како што кажува, кога ќе има некој што ќе прифати да биде сниман. Луѓето да бидат снимани. Луѓето треба да прифатат тие што сакаат да им се помогне да бидат снимени. Јас тоа ќе отидам, ќе го снимам и упоживо може и тоа да ви го прикажеме. Да, може само да им ги замачки швичето, не им се гледа. И гласот. Може, да, може и тоа, може. И гласот може. Не е тоа проблем. Многу ви благодарам. Многу фала му на Благојчо, на Маријанчо, што прифатија и што ми беа гости. И повторно, еве, доколку прифати Благојчо, повторно, може би тројцата да правиме лайф. Доколку прифати Благојчо и Маријанчо,
Мислам дека би било добро. Јас сум спреман и гол да влезам у женска бајна со раците во џебот. Уште Благојчо да пише дали и он спремен? И он ќе дојде со нас. Само не ќе му клеме катарецот и ќе прави беле. Да се насмееме. Мора смешка малко. Да, Сашко Стојанов интересно, Ептен. Интересно, да. Ајде, добри луѓе, поздрав и добра ноќ. Дејан Аливанда, убаво е тук е куќа да се сади, да се осади. Горијан вика. Да. Сигурно и Благојчо е спремен, само што е, може би се смее сега се зафркава. Благојчо што малко го боли сега, коремо. Следниот пат, тројцата, лайф, ако прифати нормално и Благојчо. Здраве Боже. Ве поздрави сите, Димче, од Велес. Поздрав и до Димче, поздрав до сите, хубаво вечер. Он не можеше да се вклучи заради тоа што периодов е таков што нема скоро па сонце, врнежливо е, а он на солар да го полни телефонот и малце има проблем со... Јас сум на соларно, брат, јас имам систем и това направено. И сега па измислам бесплатна струја може да му направам. Само магнети нека најде. Да ми направиш мене бесплатна струја. Не, ти многу ќе трошиш после. Многу ќе трошиш. Не бива вака, не бива вака. Сметка струја 20.000 денари ми стигна. Тоа сега ќе ти кажам, тоа се плаќа за Рачиново, за тие нагоре што не плаќат. Па така може некоја донација да собереме, нека пушти некој ден, сметка за струја да платиме. Заради тоа што па и еве тоа што снимаме лајвови ваму таму се е тоа струја, мајка му. Струја така е. За 20.000 ќе се вземиш един систем викендашки со 100 вати панел акумулатор комплет. И ќе имаш 220 волти и на 12 волти цел активираш за секојдневно. Па не ли ти ќе ми направи сега таква некоја си соларна? Абе јас ќе ти опуштам оваа цел комплет как изгледа за себе си, кој готово се инсталира. Ајде, да се спасим и на вака не. И тоа 3 киловата, кај ти ќе троши 3 киловата? Ѓоко Ѓорчев, нашиот пријател, мојот драг пријател, пејачот од Неготино се пушти. Поздрав, брате, и да си жив и здрав. Ќе направиме некој лајф и со Ѓоко Ѓорчев. Во малото ли што пеше од... Не е мало. Ќе ти дојдам, вечер ќе ти дојдам. Не, тој е спасен, и со спасен ќе правиме лајф и тој е многу добар мој пријател. Овој Ѓоко Ѓорчев, овој легендата на македонската музика од Неготино. Твој години е тука е некаде. Абе, јас... Македонскиот Том Џонс, што го викаат. Как? Македонскиот Том Џонс, што го викаат. Можно. Да. Може и мен ме знае по Неготино кога ратувах там. Можно е. Од прждево со коњот кој оише у Неготино Јаница, каубојски облече, мантели, чешири. Уште пиштолите фали, тоа во полициска станица коњот го врзувах. Ти нервирах. Маријанчо, брат, се гледаме наредна прилика. Се гледаме. И поздрав до сите вас и Поздрав и од мене. повторно ќе правиме лајф. А овој лајф снимен оди и на YouTube. Имајте убава вечер. Убава вечер на сите. Да.